Почитувани колеги, почитувани представници од Министерството за финансии, почитувана јавност и медиуми. Почитуван колега Сали Мурати, овај амандман се одбива затоа што во овај момент имаме влада која се грижи подеднакво за сите граѓани без оглед на која заедница припаѓаат. Не е во ред амандмански да барате за нови вработувања на кадри припадници само на една заедница во случајот како на турската заедница. Ве уверувам дека се почитуваат законските регулативи и се почитуваат правата за вработување на сите луѓе во Република Македонија подеднакво. Оваа влада нема да прави дискриминација по ниту еден основ, а овој ваш амандман е баш таков дискриминаторски. Немаме ништо против да се вработуваат луѓе од турската заедница, но при тоа мора да се почитува уставот кој не дозволува дискриминација. Сакам да ве потсетам за сегашните 250 милиони евра кои беа распределени од страна на Министерството за локална самоуправа за проекти во општините и се за подобрување на условите за животот апсолутно на сите граѓани, и да потенцирам дека и турците се дел од македонското општество и дека и тие ќе ги уживаат бенефитите на овие 250 милиони евра. Накратко, пензионерите, младите, социјалните случаи и сите други категории во нашата земја, сите апсолутно ќе имаат бенефит од борбата со криминалот и од парите кои ќе се слеваат во буџетот. Од овај буџет сакам да ги издвојам ставките од Министерството за труд и социјална политика. Посебно значајни се планираните зголемувања во социјалната заштита и пензиите, и тука сакам да потенцирам дека во Република Македонија имаме пензионери апсолутно од сите национални припадности. И се очекува пораст од 16,6% со износ од 15 милиарди денари, со кој всушност износот ќе го достигне од 105,5 милиарди денари. Покачувањето на пензиите кое беше во октомври од 2500 денари и кое се очекува сега да се исполни ветувањето за во март од 2500 денари, вкупно да кажам покачување на пензиите кај сите пензионери од 5000 денари, ќе ги уживаат пензионерите апсолутно од сите националности. И албанци, и турци, и бошнаци, и срби, и така натаму. Во поддршка на социјалните фондови имаме зголемување од 43% во споредба со 2024 година. Во овај дел 3,6 милиарди денари одат кон инфраструктурни проекти кои што ќе ги подобрат условите во социјалната политика. И во ова министерство, како и во другите министерства, издвоени се поголем процент на плати за дополнителни 11%. Можете да ја погледнете и ставката за градежни објекти, зголемени за цели 1265%, тоа значи дека ќе се градат нови градинки и дека ќе се подобрат условите на постоечките. Тука можам да кажам и дека ВМРО ДПМН се грижи за својата млада популација, без разлика на националната припадност. А со тоа говори баш и овај факт. Посебно сакам да истакнам и дека владата поднесе закон за заштита на децата и дека конечно по долг период има откочување на процесот за лиценцирање на стручниот кадар кој е потребен за добро функционирање на градинките. Повеќе од 2500 наши граѓани чекаа на овие листи и конечно овој проблем ќе биде решен, неправдата ќе биде исправена и нема да има полагања преку ред и повторно ќе важи правилото прв дојден, прв услужен. Колеги, сакам да кажам и да ви потенцирам дека со овој буџет се докажува дека оваа влада се стреми кон подобрување на условите апсолутно на сите граѓани и сите средства рационално се распределуваат.
поддршка добивме од сите заедници на Македонија и работиме во интерес на сите заедници во Република Македонија. Ви благодарам. Ви благодарам. Дали уште некој бара збор? Доколку никој не бара збор, ја затварам расправата по амандманот и амандманот го ставам на гласање. Кој е за?